Почитуван председателе на Стопанската комора на Албанија, почитуван амбасадоре, драги пријатели, почитувани представници на коморите во Македонија, почитувани гости од пријателска Албанија, добре дојдовте во Република Северна Македонија. Ние гледате и тренираме тоа Северна Македонија, да го кажуваме почесто, заради тоа што тоа е веќе нашиот устав. Добре дојдени сте овде во Република Северна Македонија, тоа е истата ваша земја, истата наша земја, пријател на ваша Албанија, која што била од секогаш пријател, сега е уште поголем пријател, заради тоа што навистина поддршката и помошта која што си ја правиме меѓу себе не доведе до една причина да побараме поддршка и помош од деловните луѓе, од стопанството, да покажеме на дело уште поголема соработка помеѓу нашите две земји. Република Северна Македонија е следната членка на НАТО и дозволете прво да се заблагодарам од името на нашите граѓани, на сите вас и на парламентот на Република Албанија, која што го ратификуваше веќе протоколот за членството на НАТО на Република Северна Македонија, како земја пријател која што беше веднаш после Грција тргна со ратификацијата и во експресно брз период тоа го направи. Тоа за нас е уште еден силен сигнал на големо пријателство кое што постои помеѓу нашите две земји. Но сигурно и вие како деловни луѓе ќе согласите, како и ние политичарите, дека има огромен мегдан, голема можност за да унапредиме соработката помеѓу нашите две земји. Сакам да ја искористам приликата да ве охрабрам да ја зголемите трговијата, меѓусебното инвестирање, вие овде во Северна Македонија, ние во Албанија, и да соработуваме. Сме многу блиски земји, блиски народи, имаме исти проблеми, имаме исти надежи кон иднината, заедно чекориме кон Европската Унија и сите заедно чекуваме во јуни дека ќе добиеме отворење на поглавјата за почеток на преговорите со Европската Унија, но секогаш и владата на Република Албанија и парламентот, но пред се и вие деловните луѓе сте ни биле од помош во сите овие процеси. Последната помош беше кога дојдовме да ни покажете позитивни примери кои што ги имате во Албанија, кои што ги пренесовме преку видеопораки овде максимално по целата наша земја, за да ги охрабриме нашите граѓани од придобивките од НАТО и од она што значи позитивни примери кои што постојат во Република Албанија. Сакам да споделам информации кои што се многу важни. Еден од приоритетите кои што ги имаме како влада е да ги унапредиме инфраструктурните врски помеѓу нашите две земји. Работиме на подготовката на барање на инвестиции и можности да железнички се поврзиме, буквално од пристаништето во Драч кон нашиот граничен премин, према железницка пруга Кичево-Лин, која што сакаме да ја градиме, да доаѓа до Скопје, од Скопје према Софија, од Софија према Црното море во Бугарија и Истанбул, за да го отвориме комплетно овој коридор 8. Работиме сериозно и сериозни проекти се во инвестициите на патната инфраструктура, кои што ќе помогнат многу во збогатувањето на поголемата инфраструктурна поврзаност со патишта помеѓу Албанија и Република Северна Македонија, а имаме надеж дека некаде крајот на март или почетокот на април ќе го отвориме и првиот one-stop shop помеѓу Албанија и Република Северна Македонија, каде што ќе ги преполовиме времењата на чекање на камионите, на стоките, па и на патниците помеѓу нашите две земји, која што ќе значи дека во една канцеларија со една иста царина ќе може да се завршуваат сите документации кои што се важни за самиот проток на стоки кои што се случува помеѓу нашите две земји. За нас е важно да знаете дека генерираме голема доверба кон албанските институции, затоа што акредитираните институции кои што ги имаме, како што е храна и ветеринарство и други институции, штом се добри за граѓаните за Албанија, се добри и за нас. Нема да има потреба да правиме дополнителна проверка тука. Ако одредена институција од Албанија направила проверка на одредени производи, тоа за нас е конечно, за да не чекат стоките и побрзо да поминуваат при влез во Република Северна Македонија. Се надевам и обратно ќе се случува тоа од делот на Албанија. Политичката соработка ни е одлична. Двајцата премиери, јас и господинот Еди Рама, имаме иста желба да покажеме економски ефекти кај нашите граѓани.
но верувајте и опозициите дори не се со иста желба. Така да граѓаните ни се блиски и треба да работиме на тоа поле за меѓусебно унапредување на таа соработка. Податоците кои што ги спомна нашиот министер Крешник Бехташи и се тие конечни. Во првата половина на претходната година имаме зголемување на трговијата од 21,9%. Значи сме на добар пат тоа да се случува. Јас верувам дека постојат огромни потенцијали таа повеќе да расте. Наш интерес е вие да имате профит. Во профитот не ви се мешаме како влада. Тоа е за вас. За нас е важно да имаме бруто домашен производ, да имаме работни места и да имаме и извоз и увоз поголем помеѓу нашите две земји, а верувајте дека на тој начин најлесно ќе го зголемиме и пријателството помеѓу нашите две земји и помеѓу граѓаните на нашите две земји. Во Македонија, односно во Северна Македонија, развиваме убав концепт на привлекување на инвестиции. Имаме наши луѓе кои што исто така се добар мост, како што е господинот Фатос, кој што ни е денеска овде, заедно со нас и веќе имаме резултати од еден ваков мост или карика кој што не поврзува за привлекување на инвестиции од целиот свет, но се надеваме исто така и од соседството, како што од Албанија, има сериозни потенцијали во кои што вие можете да остварувате профит. Таквите потенцијали навистина нудат можност првите 10 години во технолошко-индустријските развојни зони да имате 10 години ослободување од данок на добивка, 10 години ослободување од персонален данок на плати кои што ги давате и дополнителни субституции од буџетот се до 50% од купната вредност на инвестицијата која што се реализира во ваквите технолошки индустријски развојни зони. Имаме наши потенцијали од областа на енергетиката, од областа на земјоделието, од областа на рударството, од областа на градежништвото. Сето тоа и многу други дејности се отворена можност на унапредување на соработка и инвестиции овде. Секако советникот кој што ја отвара и ова конференција беше прво задолжен за ова работа од областа на земјоделието, знае сериозно колкави потенцијали имаме и од областа на земјоделството или вкупната продукција на храна овде во Република Северна Македонија, кој што може да биде исто така значаен потенцијал на унапредување на соработката. Сакам да доловам до сите вас такви амбиенти на ваша можност на соработка со Република Северна Македонија, за да предизвика чувство дека треба да се осеќате како дома. Навистина, моја задача е во периодот кој што предстои да ги отвориме границите комплетно, не само преку One Stop Shop, да имаме можност на слободен проток и на патници, и на трговија, затоа што и нашата намера во Европа е токму таа, за да можеме да помогнеме. Јас се надевам дека и заеднички ќе настапуваме пред другите пазари, што е исто така многу важно, ако ја зголемиме регионалната соработка овде во целиот овој регион, како што Европа го нарекува Западен Балкан на 6 земји, и западните европски земји повеќе ќе не почитуваат, а ќе бидеме и посилни во настапот пред другите пазари надвор од регионот на Западен Балкан. Коморите во Република Северна Македонија, со кои што соработуваме, се сериозна алатка и препорачувам соработка и со Стопанската комора на Македонија, и со Комората на Северозападна Македонија, и со Сојузот на Стопанска комора на Македонија, и со другите помали асоциации, издруженија и комори кои што ги имаме, затоа што ние како влада сме целосно посветени на укажувањата кои што тие ги дават према нас. Сакам навистина да ве охрабрам да се чувствувате како дома. Целосно сте добре дојдени овде, искористете ги можностите и бенефициите да правите профит, оди само на тој начин ќе ја унапредите соработката, а за нас како држави сето тоа е од прилог, затоа што и нашиот економски развој исклучително зависи од развојот на приватниот сектор во целиот овој наш регион. Ви посакувам добре дојде овде во владата на Република Северна Македонија и се надевам на плодна соработка која што ќе биде низ примерот на приватниот сектор во унапредувањето на севкупната соработка помеѓу нашата земја и Република Албанија. Благодарам. Ви благодарам, премиере.